Време е за нашата утринска тема и она кое што денеска ќе го реализираме се со цел да нели повторно бидеме или го ставиме фокусот на она кое што е апсолутно важно или подеднакво важно кога се однесува за нашето здравје во целина, ако зборуваме за психофизичкото здравје. Како што се грижиме за нашето физичко здравје, знаеме што е добро, а што не, и секогаш кога ќе се почувствуваме лошо, можеби треба да се консултираме со доктор. Така треба и да размислуваме, но и да го негуваме нашето психичко здравје, да речеме да го билдаме нашиот ментален имунитет, кој што е апсолутно важен за емоционалната рамнотежа, па и за внатрешната сила. Кога зборуваме за внатрешната сила, веројатно во времето во кое што живееме, многумина ќе почувствуваат дека можеби ја немаат толку, можеби се појавува поголемо чувство на замор и исцрпеност без посебна причина, но ако ги погледнеме факторите и јавлението околу нас, веројатно тука има голем број причини. Токму за ова во подетали се разбери малку по обширно ќе позборуваме во нашата денешна тема, во која што ќе најавиме и нешто ново. Кога зборуваме за вакви новитети, тоа сигурно е нова книга од нашиот ценет гостин, односно доктор Зоран Крстевски, кој што денеска е гостин во утринска тема во нашата утринска тема. Добро утро, Зоран, добро дојдовте. Добро ве најдов. Честитки за новата книга, за која што јас реков малку подоцна ќе споменам, бидејќи промоцијата веќе се случи, примерно ја промовираме ние токму сега, но имаме формулирано наша тема која што меѓу другото се испреплетува со оние содржини кои што се наоѓаат и во најновата книга, Будење на позитивната енергија, за која што и малку подоцна подетално ќе зборуваме. Ваша 13-та книга, тоа значи дека голем број зборови напишани, мисли искажани и веројатно стигнати до читателската публика, но она кое што е важно е дали вистински тоа знаеме да го практикуваме. Вие пишувате голем број колумни кои што се достапни и може да се прочитаат, и во поголем дел од нив исто така се зборува за таа духовна исцрпеност и за психолошкиот товар кој што го носат современите луѓе. Па сметам дека можеби на почеток е добро малку да се осврнеме токму на можеби коренот на таа замореност, од каде сето тоа потекнува. Па коренот не може да произлезе од само од една ситуација, тоа веројатно се акумулирало, бидејќи чашата се преполнила и негде мора да претече. Така и луѓето се во константен удар, дали од надворешни фактори, дали од внатрешната состојба на духот, дали од нешто што не го ослободиле како емоционален отров, дали премногу се фокусирале кон минатото. Тука се и тие трансгенерацијски трауми, па и траумите на создадени, што се вели, натрупани низ животот, и сега слаб е механизмот на ослободување, на себе заштита и автоматски ги удира на полена психа, а ако ги удри на полена психа, потенцијално дава опасност да ги удри на полена тело. И затоа добар дел од луѓето и живеат со тело на болка, бидејќи ја актуализираат, ја доживуваат, ја метнуваат у себе си таа емоционална болка, или заради навреда, или заради разочарување, или заради изневерување, или заради ред фактори низ животот, фаворизирајќи го неуспехот и недостигот како форма на живење, и затоа се чувствуваат неубаво во својата кожа. И не случајно кај нас има голем број на консументи на антидепресиви. Значи не го фаворизираат менталниот имунитет, не бараат решение како да се справат со сите потешкоти на животот, туку инстант решение антидепресив и демек ај сега со еден медикамент, нештата малку ќе ги ставам под тепих. Но колку повеќе се ставаат под тепих, тие толку повеќе се шират и на крај може да го загрозат психофизичкиот мир на поединецот. Така е, и затоа и често знаете да кажете дека енергијата е можеби најскапоцениот ресурс во денешно време, заради тоа што многумина свесно или несвесно, но кога ќе дојде веројатно во фаза каде што тоа интензивно се чувствува, веројатно многу свесно, ќе забележиме дека се чувствуваме заморно и тоа трае во континуитет, односно ни оди некаде енергијата, ама не сме сигурни каде и како, поточно зошто не сме можеби во одредени ситуации не добиваме енергија, туку ја трошиме истата. Така е, па најскапоцениот ресурс е нашата енергија. Таа ја даваме, но таа треба да акумулираме. Има разни форми, во книгата детално опишано како ние да акумулираме позитивни вибрации, но воедно и како да се заштитиме својата енергија, веќе има многу енергетски вампири, има многу ситуации кои што дополнително емоционално не изместуваат. Така што современиот човек се соочува со многу борби и тешкоти. Зашто тука се емоциите. Што правиме со емоциите? Ние можеме позитивно да мислиме, ама емоциите ако се нападнати, не се чувствуваме добро. Тука може да биде и нашата ментална состојба.
Може да се презамориме. Работа, обврски, притисок, очекувања, други луѓе, ова да му исполнам, ова да стигнам, сами од себе се притискаме, што повисоко, што повеќе пари на некој начин. И автоматски гледате се живее во притисок. Притисок себе наметнат, притисок од надворешна средина. Е сега едно од решенијата ја што би ги препорачал на нашите почитувани гледачи. Пуштање и прифаќање. Значи гледате, притисок. Но понекогаш пушти ги работите. Зашто ги држиш? Ние премногу ги држиме. Држиме концепција дека мора се да биде идеално. Ретко е идеално. Животот е миг, точно. Вкуси го мигот. Па ќе дојде некоја ситуација која нема да биде толку добра. Прифати ги нештата и кои едноставно не можеш ги промениш. А ние ниту ги пуштаме, ги држиме во себе си, ги држиме болните емоции. Ги држиме болните спомени. Држиме зашто тоа ни се случува. Сакаме да одржуваме однос каде што постои драма, каде што не постои хармонија и рамнотежа. И автоматски само ги држиме нештата. Ги држиме во себе си, ни создаваат товар, ни се акумулираат, на крајот не удираат на психата, ако не ударат на психата, не удираат на емоциите, ако не ударат на емоциите, не удираат на здравствена состојба. И од другата страна не прифаќаме дека можеби ние не сме идеални во некои работи. Но не прифаќаме и да се менуваме. Една од главната концепција на современото живење како ние да создадеме позитивна промена. А не да одржуваме статус кво, демек сме на безбедно, но утре дојдат опасните ветри што не однесат во бездната. Значи мораме некои работи да прифатиме, а посебно го прифатиме минатото, какво и да било, што и да се случило, колку да имало болки, страдања, тоа е зад нас. Треба да го прифатиме, не можеме да го промениме. Врз што можеме да влијаеме? Врз мигот на сегашност. И овој миг на сегашност ние да го осведочиме со некоја вредност и на некој начин да не држиме премногу, некој би рекол, отровни емоции во себе си. Сето тоа Ивана е еден метод и на тоа се работи. Нештата не доаѓаат преку ноќ, но човекот кој што тргнал, стигнал. Затоа треба читање книги, затоа посветеност на себе си, да бараме тишината, малку да се опуштиме, да се релаксираме, да се поврземе со природата, да комуницираме со луѓе кои се добронамерни, позитивни, кои што афирмативно ни влијаат, да имаме цел, смисла и визија. Тоа е докажано, луѓето кои што немаат цел, смисла и визија, како да веќе животот им пропаѓа. Значи мора да се креира цел, смисла. Дури повозрасни луѓе, и во Јапонија тоа го има како случај, кои што работат без оглед што се во пензија, наоѓаат некоја цел, смисла или во туризмот, или во обработување градина, или во помагање на блиските, тие се одржуваат себе си првично духовно, а кога се одржуваш духовно, се одржуваш и телесно. Затоа се вели во здрав дух, здраво тело. Да, и дури тие имаат и свој термин за тоа што значи таков квалитетен начин на живот, сега не знам каков беше икигај, да. Нивниот збор кој што го опишува сето тоа во едно. Ако зборуваме за препознавање на како велиме тие духовни симптоми за тоа до каде сме и што се случува со нас, веројатно треба да знаеме да се процениме и нашата вибрација и истовремено добро е кога тоа го процениме додека е на почеток, за да можеме да превенираме доколку станува збор за ниска вибрација, можеби за лоши мисли и лоша енергија, но ако не се направи тоа навремено, веројатно потоа следуваат и малку потешки состојби како што велиме анксиозноста, депресијата и потоа безизлезност, односно излезот се гледа само во решавање со медикаменти или површно. Како да се препознаат тие симптоми навремено, како секој од нас веројатно да го почувствува тој аларм и на кој начин или кога би требало да пристапи со овие методи кои што велиме дека постојат и се многу достапни, поточно зависат од секој од нас? Па природата се наумила и наметнала, тоа се вели интроспекција. Наблюдување и следење на себе си, на својот организам, на своето битие, на својата енергија. Че ние бегаме од себе си. Ние сакаме пред огледало само физички да се согледаме, да сме убави или нешто ни не достига. Но, ако ние себе се наблюдуваме, нашиот организам, нашата енергија, нашата вибрација, ние многу ќе откриеме. Ние ќе сватиме дека сме под замор, под товар, под притисок. Ќе сватиме дека ни треба одмор, релаксација, дека не треба да се притискаме. Дека не треба да дозволиме некој постојано од нас да очекува ние да го спасуваме, да го водиме ни животот. Веќе суштината на денешното време дојде до индивидуализмот. И гледате, колективизмот полека опаѓа. Не можеш да се потпреш на општество, не можеш да се потпреш на функционери, не можеш да се потпреш и на други луѓе, и тие се изместени, тие кој знае колку како се сноѓаат со својата енергија или какви намери имаат. Ние мораме да се потпреме на себе си. Но ние треба да следиме нашата енергија. Затоа се вели, првото е афирмација. Верувам и мислам дека ќе биде позитивно.
туку има техники како да се работи на афирмацијата. Таму цели концепти се напишани. Второто е фреквенција. Значи, ако ние дојдеме до една подобра енергија, подобра вибрација, дали ќе привлечеме посоодветни луѓе? А најчесто, ако имаме еден стрес, втор, доаѓа и третиот стрес. Ако имаме некој немир, внатрешна дисхармонија, ќе привлечеме луѓе кои ќе ни ги надополнат нашите состојби на духот. Дополнително ќе не изместат. Веќе така зрачиме. Како зрачиш, така привлекуваш. Ако внимаваме на себе си, на нашата енергија, ќе гледаме во текот на денот да избереме работи што не подигаат, а нешто не празнат. И почнуваме, тоа се вели, две главни категории на современото живење. Будност и свесност. Гледате, биди буден каде влегуваш. Ама има мношто, ама сите одат на концерт, ама се случува. Ама биди буден, внимавај, гледај, анализирај. Може се да се случи. Биди свесен. Биди свесен дека денеска имаш обврски. Возиш велосипед на улица, биди буден, биди свесен, некој не внимава. Ама е зелено на семафорот. Повторно погледај дали некој од таму оди, може би оди на црвено. Таква му е свесноста, нема разбирање. Истото во работните односи, истото во меѓучовечките односи. Гледате со будно свесност, кој е тренинг на духот, дури оној кој што не може да се потсети, на мобилен ќе си запише будно свесност или на врата ќе се залепи. И ќе рече буден свесен, внимавај на енергија, внимај на себе си, гради виталност, пред да легнеш, опушти се, смири се, врати го филмот што си направил, што не си направил, прифати се себе си. Си погрешил, но грешката е и поука и можност утре да се надградуваш. Па потоа се разбудиш. Мора ли мурно да се разбудиме и со некое чувство дека денот ќе не биде тежок, дека може би е врнежливо, дека не ни се отвара, дека ќе сретнеме такви луѓе, дека нема да се снајдеме. И тогаш фаворизираме закон на отпор, закон на негативна вибрација. И автоматски идеме со отпор кон себе. Ако одиме со отпор кон себе со негативна вибрација, каков однос ќе градиме со другите луѓе? Бидејќи секој го дава тоа што го има. Ќе продолжиме да бидеме со отпор и гледаме да фаворизираме не. Не можам, нема да постигнам, не ме сакаат, не ме гледаат, не ме прифаќаат и сами од себе не се прифаќам. Се менува концепција. Сега со тренинг на умот, со ментален имунитет, многу работи може да се постигнат. Да, и тоа се некои природни закони кои што ако малку повеќе се едуцираме, малку повеќе прочитаме, ќе видиме дека тоа е вистина така. И кога ќе бидеме малку побудни или присутни во сегашноста, веројатно ќе го почувствуваме или секој од нас го почувствувал на своја кожа. Ми се чини дека Зоран во ваши минати гостувања не сум прашала досега, имам инспирација сега за такво прашање. Вие како професор на студенти кои што веројатно се иднината и кои би требало да размислуваат на еден ваков начин, ги веројатно исподелувате овие работи и оттаму и голем број прашања можеби со кои што се соочуваат младите. Факт е дека живеат во едно време во кое што е исполнето со предизвици, особено за нив. И добро е да се направи еден таков добар ментални имунитет, како би знаеле на колку цврсто тло чекорат, поточно во кој правец се движат. Па искуството преку соработката или дружбата, да речеме, со студентите, со младината, за тоа колку имаат познавање и интерес за ваквите теми и индивидуално, исто и за вас, колку вие години наназад преку пишување на голем број книги кои што говорат за тоа, сте се нашле во ситуација каде што можеби се борите со сето тоа и во пракса да се спроведе, бидејќи знаеме дека многумина ќе речат читаме, слушаме, но некако таа за некого и токсична позитивност не влие туку така добро како што би требало. Да, многу добро ви е прашањето, само тоа бара повисоко ниво на елаборација и повеќе време да ви го објаснам, но накратко. Значи, секој се соочува со тешкоти и со искушенија. Животот, судбината понекогаш и се делумно запишани. Не можеме да избегнеме од некои работи. Може би ни е запишано, со некој лично се сретнеме, да оствариме љубовен однос, да влеземе во брак, негде на работното место, негде неосвестени луѓе и дефинитивно поентата е како ние тоа го менаџираме. Јас имам своји механизми на менаџирање и искрено ви кажам, јас никад не сум ни користел тие за смирување, дури не ги знам како се викаат. Нели као антидепресиви, едно, друго, трето. Се со силината на духот и со следење на својата енергија. Кој ќе почувствуваш дека веќе ти се полни чашата. Јас одам на планина. Пешачам, возам велосипед, читам книги, пишувам, работам на себе, гледам да се наполнам со оно што е позитивно. И работата со студентите тоа го возможува. И да се млади, отворени, да впиваат добра енергија. Автоматски тоа го даваме. Дискутираме за многу теми, обработуваат практични прашања, јас си предавам и ораторство, и јавен настап, па ги опуштам како да зборуваат, предавам и деловна етика, па ги насочувам и кон тој правец како професионално се развиваат. Значи, работа со млади помага.
држење едукативни предавања, од тебе одлева енергија, но воедно и придобиваш енергија. Во однос со луѓето, селекција во секакво ниво. Луѓе кои што се себични, кои што само цицаат енергија, кои манипулираат, кои се лицемерни, јас ги дистанцирам од себе си. Се што може духот да ми го развие, кон тоа се насочувам. Така што можам слободно да кажам дека капацитетот на менаџирање ми е малку повисок. Тоа не велам дека секојаш во се ќе бидеме идеални, но може да се справам. За разлика од некои луѓе кои што го знам и доаѓаат кај мене нели како астролог и сакаат совети, значи дозволиле да се изгубат себе си или да им се преполни чашата. Ние мораме првично да имаме одредено себељубие, а тоа е за нашата енергија, не за нашето его. Значи, ние треба да се заштитиме себе си, да си го фатиме правоцет и да вежбаме тишина или, ако сум сам со себе, е подобра варијанта, отколку да бидам со луѓето кои што само физички се со мене, а всушност ментално и емоционално се далеко од мене. А ние се држиме. Се држиме за неквалитетен однос, ние се држиме дека мора секојаш да бидеме убави и успешни, ние се држиме дека парата е се, па ајде да трчаме по парата, ние се држиме дека брзо времето ми помина, па сега не можам да ги исполнам целите и затоа психички не се осеќам добро. Треба да се опуштиме. Треба да се релаксираме, треба себе да се прифатиме и треба да менеджираме својата енергија. Е сега тука секако ако ме прашате, ќе ви ги кажам и тие 5 категории кои се најклучни, како ние тоа да го постигнеме. Првата категорија на атаци на нашата енергија или на подигање на нашата енергија произлегува од семејството. Семејството е тоа кое што нас не заштитува и ни отвара патеки, но некога семејството и односите во семејството и отуѓувањето може да ни ја земат енергија. Значи нашите почитувани гледачи нека размислуваат какви се нивните семејни односи. Ако не се добри, како да ги подобрам? Ја цела книга напишав љубовни патокази и најмалку сакаат да читаат љубовта. А таму е опишано како ти да постигнеш љубов со себе си и како да изградиш некоја подобра основа. Но еве го семејството. Второто влијание вие од работата. Каде работиме? Дали сме под притисок? Дали сме под мобинг? Дали сме соодветно платени? Колкава енергија трошиме во работата? Дали имаме сатисфакција? Работата е сериозна проблематика, доколку на работно место се чувствуваме несреќно. Тога цела енергија ни се одлева. И обратно ако сме креативни. Ако сме креативни, создаваме, полниме енергија. Третиот фактор, вие општеството. Не е исто да живее во Скандинавија, не е исто во Замбија, не е исто во Македонија. Општеството и нивните состојби кои што преовладуваат, неправда, нееднаквост, гледате уништување на општото добро, немаме соодветен однос кон еко средината и ред аспекти присутни во општеството. Несреќи, трагедии го погаѓаат човекот. Средено општество, што се вели здраво општество, создава здрави поединци, народ кој што е посреќен. Несреќно општество те напаѓа, ти ги, што се вели, разнебитува емоциите. И мораме да внимаваме да не зависиме од општеството, да се креираме себе си, како децата да ги мотивираме, тие се млади, да се себе усовршуваат, да учат, да се надградуваат, за да не зависат од општеството, бидејќи можеби општеството има поединци кои се тотално неодговорни, а и веројатно неуки. Четвртиот фактор, социјалната средина, обкружувањето. Ај кажете ми вие за загадување во воздух кога има, како да се шетаме да одиме покрај река. Потоа кажете ми за урбаната мафија или што се вели асфалтната џунгла. Ако те заградат од сите страни, немаш панорама, немаш поглед, немаш ништо, има зграда до зграда и ред аспекти. Кажете ви, ако имате семејство, децата не можете да ги запишете во градинка, а градинката ви е на 50 метри, како што е мојата населба Хром. Не можат самите станари да ги запишат, бидејќи пренатрупано, нема каде, нема кој. Дали тоа создава фрустрација, нервоза? И ред аспекти. И петиот фактор. Петиот фактор, гледате, се ова го натрупав јас. Какво е семејството, какво е општеството, какво е работното место, каква е социјалната средина, обкружување. Но каков е мојот однос кон сето тоа? Ако ние не можеме да ги промениме луѓето, нивното ниво на свест, не можеме да влијаеме да се подобрат, ние можеме да влијаеме на нашата реакција во однос на туѓото однесување. Значи, тоа е ние што треба да го работиме. Да го индивидуализираме духот, да не бидеме зависни, да почнеме да се себе креираме. Тешко е општеството, тоа не значи ќе пропаднеш. Не се добри состојбите у семејството, тоа не значи вечно ќе остане. Не ме прифаќаат на работата, тоа не значи вечно ќе работиш на таа работа. Развивај се. Не е добра социјалната средина, оди во природа, оди на планина, оди покрај река, барај начин како да се дистанцираш. Така што вие знаете дека јас за такви теми пишувам
и во оваа книга најдетално тие аспекти ги анализирав. Така и шестиот фактор кој што е поврзан со нашата втора тема, кој што веројатно е шести фактори на кои што многумина се подпираат или го бараат знакот или некако пробуваат да слушнат нешто и од астролог, веројатно се и астролошките случувања кои што ги имаме. Би не интересирало, верувам и нашите гледачи, за главните астролошки случувања и во мај и генерално влијанието на астролошките случувања врз човекот, индивидуално, колективно, она за кое што веројатно и во минатото или оно што го кажува и историјата и податоците е дека има влијание. Така е. Значи тоа е шестиот фактор, убаво забележавте, и дефинитивно космосот влијае. Временски, невременски прилики, состојби, нели, метеоропатија и така натака. Значи, ние сме под удари на звездите. Значи, гледате современиот човек со какви товари се соочува. Не може да влие на семејството во кое се раѓа, не може да влие во општеството во кое се развива, не може толку многу да влие на свеста на луѓето кои што го обкружуваат од социјалната средина, па неретко и на работното место, може да влие на самиот себе си, но понекогаш не може да влие ни на звездите. Добива таква судбина, добива Сатурн во одредено поле, мора да ја има таа карма и да ги претрпе тие последици. Некој во бракот, некој во однос со децата, некој на финансиски план, некој со здравието, некој во кариерата, значи добива потешкотија. Но астрологијата го наметнала и Јупитер. Јупитер е планетата на среќата. Јупитер ја дава можност. Јупитер го дава ширењето. Јупитер го дава оптимизмот и на крај спасот. Затоа се вели Јупитер е поврзан со Божјата промисла и со Бог. Бог е секојаш тука да ти помогне, тогаш кога не можеш да се снајдеш, но имаш искрена молба, молитва, позитивна вибрација, фреквенција, енергија. Значи, тоа ние треба да го знаеме, дека звездите не се фатализам или детерминизам, кај што ние не можеме воопшто да влијаеме на некој настани. Да, добиваме зададеност во добар дел од животот, но добиваме и слобода на волјата, како ќе реагираме и како нашата свест ќе иницираме. И затоа во некои периоди некогаш ни оди, затоа што ни се добри аспектите, планетарните влијанија ни соодействуваат, ни отвараат патека, треба да го препознаеме тоа и да го искористиме. Некогаш нема да ни оди. Некогаш сме под набој, под тешкотија и треба да внимаваме. Еве јас лично и јас сум имал аспекти, сега брзо имав некој аспект и траеше скоро 2 месеца. Претходно беше, ајде нека го поминав, 2 месеца треба да издржи со тежок аспект. И точно на крај падна, 2 пати падна со точак, да не речам, можеш едниот пат да биде критична. Кај што ти се местат работите, но јас гледам да не биде катастрофално. Сега дали ќе имаш емоционален притисок, дали нешто поише работа, дали нешто трето ќе дојде, на ментален план, тоа е, ја би рекол, минор, небитно. Го решаваш. Но проблем е ако имаш несреќа, ако имаш трагедија, ако имаш ситуација која ти не можеш да промениш, ниту да подобриш. Да. Така што добре да знаеме кога не се добри аспектите. Затоа јас нели напишав книга астролошки записи. Тука ја промовиравме. Таа ја има сега на сајмот на книгата, на штандот на Штрич Инмој центар, одма при влезот, десно во холот. Таа е со попуст. Од 600 денари сега има 500 денари да ја набават, исто така и будење на позитивната енергија. 500 денари чини, во книжарниците 550 денари. Гледате, јас сакам да придонесам. Значи, сам ги финансирам книгите, не стои зад мене ни Министерство за култура, ниту било кого барам. Се потпираш на себе. Си имаш публика, си има читатели, си има луѓе кои ја прифаќаат таа вибрација на едукација. Ние што треба да направиме? Дали треба да се прејадуваме со не знам какви хамбургери, не знам кон што да трчаме, не знам да трупаме неколку чевли, нели колку кошули, веќе утре кој ќе не снема чевлите, кошулите ќе одат во контейнер. Останува книгата, останува доброто дело, останува она што ние го создаваме како вредности за идните генерации. Значи мора да се свестиме како народ, како нација. Да не дозволиме надворешните фактори, па нека бидат звезди, па нека бидат функционери, па нека бидат некои надворешни емисари, да не го креираат животот. Ние мора да преземеме судбината во својата раце, а ќе ја преземеме во своите раце само со будност, со свесност и со читање на книгите. А кога веќе зборуваме дека астрологијата има влијание, веројатно може да кажеме за овој период или за месец мај, кои знакови се на удар, можеби со предизвици, за кој е поволен или за кога е овој неповолен период? Па знаете ви, Ивана, дека ја секојаш фаворизирам позитивниот пристап, така и сега ќе кажам. Сега во наредниот период имаме една голема трансформација на планетите. Сатурн од знакот на Риби влегува во знакот на Овен. Тоа е на 25 мај. Тоа значи дека рибите ќе ги ослободи од притисокот тешкотија и близнаците ќе бидат ослободени и стрелецот.
Тие во претходните 2,5 години трпеа големи притисоци и рибите индиректно преку Сатурн. Сега Сатурн не е тука веќе проблематичен. Но Сатурн во Овен дава голема сила на лавот, на водолијата, на стрелецот. И индиректно на близнаците. Значи, тие сега добиваат голема поддршка. Јупитер, најстрекната планета која дава ширење развој. Таа транзитираше во знакот на близнаци. На 10 јуни влегува во знакот на рак. После 12 години, значи гледате, Сатурн му треба околу 30 години да дојде од зодијачки знак во зодијачки знак. Односно за 2,5 години во еден знак, цел зодијак 30 години. После 30 години кај Овенот. Јупитер после 12 години кај Ракот. Ракот излега во преден план, цела година треба да искористи да има напредок и експанзија. Од другата страна и Бикот тука ќе добие шанси. Добро е за Шкорпијата и добро е за рибите. Значи, тие се тука фаворизирани од таа гледна точка, индиректно и Девицата. И потоа Уран. Уран некаде околу 7 јули од зодијачкиот знак Бик преоѓа во зодијачкиот знак Близнаци. Но Уран му треба 84 години да го направи кругот по зодијакот. Гледате сега како имаме ние во неколку месеци. Се години, да, главни. Да, имаме главните планети менуваат. Сега, ако ме прашувате понатака, веројатно ќе ме повикате во некоја емисија, за ви зборам за мундана политичка астрологија. Тука следат големи пореметувања и нови состојби. И за Германија, и за Израел, и за Британија. Затоа што Сатурн влегува во Овен, а они се представени преку знакот Овен. Сатурн кога беше во Риби и се уште Украина беше под удар и се уште под удар. Сатурн кога беше во Водолија, Русија беше под удар и така натака и се уште создава удар. Значи, нештата влијат глобално. Сатурн кога беше во Јарец, се случи пандемијата и ред аспекти се пореметија. Значи, планетарните влијанија влијат врз колективната судбина. Но ние со нашиот индивидуален аспект на свеста можеме да неутрализираме и да се заштитиме. И затоа треба и да читаме, да се усавршуваме и така да се подобруваме. Да, одлично, имавме навистина продуктивен и едукативен разговор кој што верувам беше интересен за многумина. Оние кои што не следат на Телма и оние кои што ги читаат книгите ваши се разбира се едуцираат на тој начин. За сите кои што сакаат подпишувањето на книгите ќе биде денеска во 12 часот на до 12 часот, да. На штандот на Шри Чинмуј, Будење на позитивната енергија, најновата книга која што врите да се прочита. Зоран, ви благодарам за вашето гостување и за исцрпниот разговор, впрочем како секогаш. Благодарам, големо задоволство ми е да разговарам со вас.